Во минатото снимањето на воздушна перспектива беше возможно само од хеликоптер и од авион. Но денес, со развојот на технологијата и беспилотните летала како што се дроновите, дури и малите редакции и фриленс новинарите може да обезбедат високо квалитетни снимки по пристапни цени. Од снимање катастрофи од птичја перспектива до високи и непристапни предели, урагани, пожари и масовни протести. Користењето на дрон го менува начинот на раскажување на вестите. Дроновите се почесто се дел и од македонските редакции, а самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници на спортскиот аеродром Стенковец во Скопје организираа обука за основните теоретски и практични знаења и вештини за летење на дрон за македонските новинари и медиумски работници. Станува збор за обука која што практично за прв пат беше спомената уште пред 2-2,5 години. Сега следејќи ги сите технолошки новитети во медиумите и нешто што се наметнува како неопходност ако сакате да бидете трендовски расположени и да ги исполнувате сите услови за настап на медиумската сфера, тогаш едноставно во својата компанија мора да имате или дрон или ракувачи на дрон или обучени за дрон. Од тука самостојниот синдикат постапи само, велам, како што едноставно бара луѓето и обезбеди обука за користење, практикување, летање на дрон. Нормално таа беше теоретска во првиот дел, односно во првите два дела. По два теоретски дела имавме и дел со практичен на терен. Иницијалата практично за оваа обука доаѓа од последните настани, од последните неколку месеци, кога се соочиме со инциденти во кои беа инволвирани медиумски работници кои користеа дронови на локации кои подоцна излезе дека не се дозволени, односно се во црвено и се забранети. Но и покрај големиот потенцијал, користењето дрон во новинарството се соочува со сложени правни и етички прашања. Регулаторното тело, како што е Агенцијата за цивилно воздухопловство, имаат строги правила за употреба на дронови. Новинарите и медиумските работници често мора да се движат со дрон низ забранети зони за воздухоплови, со ограничена висина и поседување на соодветна лиценца. Прво треба да знаат какви се правилата, затоа што правилата се направени за да може безбедно да се управува со дроновите. Така што важно е со дроновите да управуваат обучени луѓе кои поседуваат дозвола, да знаат каде може да се лета и како може да се лета, затоа што кога ги почитуваат правилата, тоа не е опасно. Но исто е важно режисерите, директорите на фотографија и другите лица да знаат што смее да се прави со дроновите, а што не може, така што од операторот на дрон не би барале да прават прекршоци и да летаат опасно. Приватноста е уште едно чувствително прашање. Снимање на поединци без нивна согласност, особено во станбени области, отвора дебата за рамнотежата меѓу јавниот интерес и личната приватност. Одговорните новинари и медиумски работници кои користат дрон мора да се придружуваат до етичките стандарди и да го почитуваат достоинството на луѓето кои ги снимаат. Потребно да се следат процедурите, а за да може да се следат процедурите, претходно треба да има одредена едукација во врска со процедури кои што ќе бидат офатени во делот на безбедност. Најбитно за дроновите, освен што треба да внимаваме на самите себе, кои што го летаме дронот, треба повеќе да внимаваме на самата околина. Бидејќи зборувам реално, сепак леталото е во воздух, треба да имаме најбитно да имаме допир со самиот дрон, односно да ни биде најбитно во видното поле, од аспект на тоа доколку настанат одредени проблеми, брзо да реагираме и да не направиме штета на другите. Во ера на дезинформации и брзи вести, способноста да се пренесе автентична, визуелна моќна и фактички точна приказна е поважна од кога било, кога зашто користењето на дрон представува крстопат меѓу иновацијата и вистината, прифаќајќи го тој предизвик. Еден лет во исто време.